Конституција не е ништо само еден нов театар за добивање. Фалимдерит. Председателот на владата Христијан Мицковски, поверете. Благодарам, председателе. Се мислев дали да земам збор. По кратко мислење одлучив да земам збор, иако човек кој што е пун со фрустрација, мизогени карактерни особини, љубител на грантови семејни најчесто, самопрогласен експерт, кој што за себе остави катастрофа, не заслужува внимание никакво од председател на влада. И представниците на ВЛЕН молчат. Со вашето молчење не само што се толерира едно такво однесување и се дава порака дека непочитување на етиката и парламентарните норми се нормални. Ве повикувам да одговарате и да работите според надлежностите на собранието и парламентарната култура. Овој инцидент не може да помине туку така и ова ќе го слушнат и дипломатските представништва. Неприфатливо е пратеникот кој што има имунитет да биде навреден од еден обичен граѓанин, бидејќи тој е обичен граѓанин додека се уште не избран министер. Почитуван председател на собранието, бараме Иван Стоилковиќ да не стои во оваа сала, бидејќи не заслужува да биде во иста сала со представниците на народот и ургентно треба да ја напушти салата, дури собранието. Ова е еклантантно случај каде што министерот кој што во доаѓања употребува говор на омраза кон пратениците. Сите сме навредени, бидејќи бараме ова седница да се стопира, бидејќи на ваков начин нема смисла. Затоа што, да, ќе видиме на камерите, ја сакам да ги видиме камерите, заради тоа што има председател зема обврска тоа да го направи, меѓутоа очигледно е дека не сакате апсолутно да направиме чекор напред кон подобрување на целата ова состојба. Од тие причини ние не остануваме повеќе на оваа седница. Благодарам. Продолжуваме понатаму. Даниела Белимова е следна за збор, поверете. Други чиновници во Република Македонија и нивното управување не влеваат надеж. Она што политичките касти не успеваат да го видат дека нивното владење, додека не обезбедат социјален мир, не може да трае вечно. Затоа и симбиозата помеѓу партиите кои владееле со нас полека се гледа низиниот крај. Затоа граѓаните на Република Македонија треба да издржат уште 2 години на имиња кои сега ни доаѓаат и потоа ќе заминат како оние претходните. И исто така ќе ми дозволите, како председател на владата, да се извинам на вас, пратениците и на граѓаните, што денеска бевме сведоци на овие настани и се надевам дека тоа нема никогаш повеќе да ни се повтори. Ви благодарам. И јас ви благодарам. Да ги подпишете свечените изјави. Додека ги подпишувате свечените изјави, да завршиме со тоа што